Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МHz. Почитувани слушатели, драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио, UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Студентски парламент. Денеска емисијата ја посветуваме на промоцијата на првиот прирачник за медиумска писменост во високото образование, секоја вест на тест, подготвено од професори и студенти на Педагошкиот факултет во Битола. Останете заедно со нас да дознаете повеќе. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Наша љубов има чудни правила, си заборавила. Време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина. Не знам дали можам да ја вратам надежда, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеам. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам. Како што кажавме во најавата, во издание на Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, минатата недела се промовира првиот прирачник за медиумска писменост во високото образование, секоја вест на тест. Во неговата подготовка учествува професорите Виолета Јанушева, Данче Сивакова Нешковски, Јове Димитрија Талевски, Милена Пејчиновска Стојковиќ, асистент магистер Марија Стојановска, лектор магистер Елена Шалевска и студентите Бојана Мандровска,
Благица Наумова, Ева Нешковска и Димитар Атанасовски, сите од Педагошкиот факултет. Тие во прирачникот ги разработија главните начела на медиумската писменост, критичкото размислување и полесното препознавање на дезинформациите, се со цел да се надградат и унапредат постојните програми по предметите медиумска писменост, медиумска култура во наставата и лингвостилистика, со содржини поврзани со медиумската писменост, првично наменет за студентите, но и за наставниот кадар што сака да се запознае со главните начела на медиумската писменост и да стекне вештини за критичко размислување. За важноста од подготовката и издавањето на прирачникот доволно зборува и податокот што на промоцијата присуствуваше ректорот на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, професор доктор Игор Неделковски, и проректорите професор доктор Јасмина Буневска-Талевска и професор доктор Јове Димитрија Талевски, академската раководителка на Колорс, професор доктор Рената Петревска-Нечковска, академски кадри од универзитетот, студенти, но и наставници од средните и основните училишта од Битола. Со интерес ја проследија промоцијата на прирачникот, на која студентите на интересен начин ги запознаа со неговата содржина. А за неа, за содржината, збор има рецензентите. Рецензентот професор доктор Људмил Спасов, појаснувајќи дека прирачникот е структуриран во 5 глави, во која секоја содржи цели на наставната единица, содржина, голем број на примери, задачи и активности на студентите, заклучок и користена литература, оценува дека неговата содржина е целосно согласена со предметната настава. Во неговата рецензија тој пишува: имајќи ја предвид поврзаноста на образованието со медиумската писменост, ова учебно помагало им овозможува на студентите да ги продлабочат своите сознанија за општествените фактори на медиумите што влијаат на јазикот. Особено е важно што во ракописот има различни активности за студентите, што овозможуваат примена на знаењата кои се стекнуваат од 5 глави. Првата глава нуди општи дефиниции за значењето на медиумската писменост и новинарските стандарди, а ограничувањето на слободата на говорот и стекнувањето доверба во медиумите е застапено во втората глава. Во третата глава се прикажуваат видовите медиумски содржини, дезинформациите и манипулациите. Во четвртата глава се зборува за кредибилитетот, изворите и фотографиите што се користат во медиумите и за лажните профили и ботови на социјалните мрежи, а во последната глава се даваат информации за стереотипите, пристрасноста и говорот на омраза на друштвените мрежи. Во сите 5 глави е истакната важноста на медиумската писменост за наставата. Во заклучокот на рецензијата, професор доктор Људмил Спасов го предлага прирачникот медиумска писменост во високото образование како основно учебно помагало. На промоцијата како рецензент се обрати професор доктор Силвана Нешковска. Еве што рече таа. Навистина многу убав пример за соработка меѓу професори и студенти. Зошто имало потреба од ваков прирачник? Живееме во едно време во кое што сме секојдневно бомбардирани со вести. Доаѓаат буквално од сите страни, некои од тие вести се точни, прецизни, меѓутоа некои од тие вести се погрешни, а дел од нив се лажни вести кои што се шират со цел да наштетат некому. Значи, токму тоа е практично причината за креирањето на овој прирачник, според авторите. Значи, овој прирачник е од суштинска важност, бидејќи наменет е да помогне да се крене тоа ниво на медиумска писменост, не само кај студентите, верувам и кај сите останати категории на луѓе. Медиумската писменост значи е способност да се користат медиумите безбедно и одговорно. Или со други зборови, целта на прирачникот е создавање медиумски писмени граѓани кои подобро ќе ги разбираат содржините не само во традиционалните, туку и во новите медиуми. И тоа не само кога се во прашање вестите, туку и рекламите, филмовите, музиката, значи сите видови на медиумски содржини кои што со кои што постојано се среќаваме во нашето секојдневие. Прирачникот се состои од 5 глави, меѓутоа она што мене особено ме инспирираше додека го читав е тоа што сите тие 5 глави, во сите тие 5 глави многу убаво, естетски испреплетена е теоријата со бројни активности.
Дел од тие активности се предвидени да предизвикаат на размислување и дискусија. Дел се предвидени да бидат изработувани во парови, индивидуални активности или групни активности. Во секој случај, целта е, значи, читателите поблиску и подетално да се запознаат со различни аспекти на медиумската писменост. Исто така, посебно впечатлив, а особено за мене, додека го читав прирачникот, беше големиот број на примери, во кои што се спомнуваат примери на вести и други медиумски содржини, во кои што се спомнуваат познати јавни личности, од типот на поранешниот председател на Америка и сегашен кандидат, нели, за председател Доналд Трамп, понатаму феноменот на музичката сцена во моментот Тейлор Свифт, дури од нашето локално обкружување. Сигурно сите сте слушнали, го знаете примерот за Петар Извидникот и неговата изјава во врска со јадењето грашок. Велешаните кои што провлијаја да наводно да победи Трамп во претходните председателски избори во Америка и така натаму. Значи вести кои што сите сме ги чуле, познати ни се спомнати, дискутирани во прирачникот, и тоа го прави овој прирачник навистина многу интересно четиво. Тука морам да го додадам и моментот дека прирачникот е лесно читлив, лесно разбирлив, благодарение на еден многу едноставен, но би рекла хируршки прецизен јазичен израз на авторите, кои иако повеќе мина, сепак многу убаво се усогласиле во тој дел. Слушнавме веќе кои содржини се опфатени од моментот како еден новинар треба етички да пристапува кон својата професија, кои прашања треба да ги покрие при пренесувањето на одредена вест, до тоа како се уредени различните типови на медиуми, до овие најсовремени сега термини со кои што секојдневно се соочуваме од типот ботови, кликбајтови и така натаму, сите тие феномени. Многу убави и корисни совети за тоа како да се препознаваат лажните информации, предрасудите, стереотипите, како да се справуваме со говорот на омраза и така натаму. Затакам да им честитам на сите кои што беа вклучени во овој проект. Навистина прекрасна работа, прекрасна задача сте завршиле. Ви посакувам проектот да не застане тука, да продолжи, да има нови моменти, нови аспекти, значи нови изданија на прирачникот, обуки да организирате, евентуално да ја ширите оваа мисија наречена медиумска писменост, а секако на сите останати најтопло ви го препорачувам прирачникот, да го прочитате и да го зголемите на тој начин нивото на медиумска писменост, кој што секако веќе го поседувате. Ви благодарам многу. Сега ќе одиме со музика, а потоа ќе го слушнете и разговорот што го водевме со дел од студентите кои беа вклучени во подготовката на прирачникот. Во моите мисли танцуваш ти, живееш овде во нив. Повторно се прашувам, но не знам дали веќе ме преволи ти. Откако ме нема нас, спијам сама, некако знам не крај. Чувствувам разделбата илузија, те сакаш и повеќе знам. Ти си мој, само мој. Кали да одиш, секогаш ке останеш мој, само мој. Која и да дојде, нема да те има за свој. Секогаш мој, до небо, небо високо, од небо до дно. Чувствуваш, знам, вела дека не си сам, но во сите ноги јас сум ти единствен здрав. Ти си мој,
И како што најавивме во продолжение на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, следува разговорот со дел од студентите кои беа вклучени во подготовката на прирачникот за медиумска писменост во високото образование. Во реализацијата, односно во подготовката на овој прирачник за медиумска писменост во високото образование, како што кажавме, освен професори од педагошкиот факултет, вклучени и студенти, што навистина радува, затоа што и тие тргнуваат по некои веќе сериозни патишта, би рекле. Разговараме со Елена, Ева и Димитар, здраво на сите. Во тимот студенти имаше уште неколку, ќе ги споменеме и нив, нели, во текот на разговорот, но еве на почеток оние први информации. Се работи за проект кој што педагошкиот факултет го реализираше благодарение на Ова е проект кој е со поддршка на Агенцијата на САД за меѓународен развој, тоест USAID. Содржината е одговорност на ИРЕКС, а во составувањето се вклучија професори, асистенти, лектори и студенти од повеќе циклуси и од повеќе насоки при педагошки факултет Битола. Во овој момент би ги спомнала сите, значи професорката Виолета Јанушева, професорката Данче Севакова-Нешковски, професорот Јове Димитрија Талевски, професорката Милена Пејчиновска-Стојчевик, асистентката Марија Стојановска, лектор Елена Шалевска и студентите Атанасовски Димитар од насоката англиски јазик и книжевност, и студентите Бојана Мандровска, Благица Наумова и Ева Нешковска од насоката македонски јазик и книжевност, кои беа дел од составувачкиот тим и создадоа содржини за сите 5 глави од прирачникот. На промоцијата која што имавте подготвено, на интересен начин успеавте да доловите што се може да се најде во прирачникот. Ева. Така, прирачникот е составен од 5 глави, секоја од нив си носи посебна важност и посебна примена наоѓа во светот на медиумите. Важно е да се прочита теоретскиот дел, но она што ние сакаме да го истакнеме е тоа што прирачникот е препун со активности со кои она што може да се прочита, може и да се примени и така најдобро да се научи. А во однос на промоцијата и сценариото ќе се заблагодариме на професорката Виолета Јанушева, бидејќи начинот на кој тоа се одвиваше беше нејзина идеја. Димитар, и ти беше нели дел и си дел од тимот што работеше на подготовката на овој прирачник. Колку ви беше интересно, колку претходно бевте информирани, колку бевте запознати со дезинформациите, дали можете да ги разликувате претходно и како е сега откако веќе го направивте прирачникот? Да, па јас како млад човек искрено многу време трошиме на интернет, бидејќи не го искористуваме како што треба и тоа време што го трошиме на интернет е верување на дезинформации, лажни вести и не знаеме тие како да ги разликуваме, особено младите луѓе, а не да збораме за повозрастните. Јас со темата бев запознаен од претходно, но сепак е многу обемна тема. Откако се приклучив кон тимот на проектот, научив многу повеќе работи и можам да речем дека на современ начин работевме. Имавме неколку средби со физичко присуство, но голем дел работевме од дома, онлайн, комунициравме така и затоа можеме да речеме дека современо е сработен прирачникот. Сега, го прашав Димитар, ќе ве прашам и вас, двете, Елена и Ева. Колку претходно знаете да разликувате информација вистинска од дезинформација и колку ова ви помогна, еве сега, да можете веќе да разликувате што е што? Елена. Јас би рекла дека мислев дека добро се снаоѓам претходно, но се разбира со новите сознанија кои ги добив при создавањето на овој прирачник, сега сум малку посамоуверена во своите способности критички да анализирам што е вистина и што е лага, но би сакала да напоменам дека во денешно време колку и да си медиумски писмен, оваа задача е навистина тешка, бидејќи се потешко станува, особено во делот на манипулации со фотографии и видеа, се потешко станува да се определи дали станува збор за нешто вистинско или реално или нешто што е создадено со помош на некоја софтверска алатка или вештачка интелигенција.
Медиумската писменост и знаењето како да се разликува информација од дезинформација помага до некаде да се разграничат тие граници, но никогаш со сигурност не можете да бидете сигурни без разлика на знаењето кое што го имате. Дезинформациите и информациите се тука за да бидат извор на медиумите, но преку овие филтри кои што ги пишуваме во прирачникот, може полесно да се снајдеме во тој свет. Од друга страна, колку повеќе знаеме, толку повеќе се сомневаме, но сепак е средство кое ќе ни помогне да се справиме со цел овој свет на информации многу полесно и многу поедноставено. Која би била првата работа што некому би му ја препорачале за да може да разликува вистинска вест од лажна вест? Секогаш да проверува од различни извори и никогаш да не прифаќа се здраво за готово. Тоа е оно што ние како студенти, јас на новинарство, првата работа што нели беше кажана, секој истата вест да ја спореди од различни релевантни медиуми. Но што во ова денешно време, кога вестниците ги нема така, па да може да се направи споредба еден, друг, трет, кога телевизиските канали, вестите на телевизија се практично прекопирани една од друга, кога интернет порталите ги нудат истите вести, но малку поинакви од она што би очекувале. Би рекла дека најмногу треба да се обрнува внимание и оние кои што се корисници на такви текстови да внимаваат на јазикот на кој што се напишани. Многу често може една иста информација на различни медиуми да биде склопена на различен начин, па така би рекла дека треба да се трага по оние информации кои што се најобјективни, во кои што најмалку има зборови кои што се поврзани со емоциите, заради тоа што новинарството се повеќе и повеќе се залага за тоа преку емоцијата и преку чувството на некаков страв или некаква возбуда да ги придобие и да ги задржи информациите како фактички. И сега вие кажавте во текот на промоцијата, а и јас сега скоро прочитав некаде дека во ова време најмладата генерација или Z генерација како што ја нарекуваат, веќе не го користи Google така често за да пребарува одредена информација, туку повеќе одат токму на социјалните мрежи, оттаму барат да ги добијат информациите Facebook, Instagram, TikTok, велат дека тоа за нив било порелевантно и пообјективно. Но дали се сложувате дека навистина е тоа така и дали е тоа вистинскиот пат да се добијат вистинските информации? Мислам дека денес повеќето современи медиуми го препознаваат ова и веќе имаат своји профили на речиси сите социјални мрежи, бидејќи знаат дека тоа е еден од подобрите начини да стигнат до своите читатели. Ретко кој отвора веб и отвора страницата на пример BBC или еве некој наш сител за да чита вести, најчесто луѓето се потпираат на профилите на овие медиуми на социјалните мрежи за да стигнат до веста. Оно што сакавме да го постигнеме е преку практични примери и преку некои софтверски алатки кои ги нудиме како решение во пријачникот, да им помогнеме прво на младите луѓе, па потоа и на повозрасните, да бидат еден филтер за овие информации, бидејќи во денешно време, како што во повеќе наврати кажавме, навистина е тешко да се знае што е лага, што е вистина, особено во време кога целта е да се стигне до некоја вирална содржина, до што повеќе лајкови, што повеќе споделувања, што поголема гледаност на нечие видео. И за да се стигне до овие бројки, не се избира баш дали веста се представува на соодветен начин или не, се гледа само таа да биде сензационалистичка, бидејќи како што кажавме на промоцијата, лажните вести со сензационалистички наслови 6 пати побрзо стигнуваат до луѓето отколку вистинската вест со некој таков поскромен, пообјективен наслов. Тешка е задачата, особено денес кога сме бомбардирани со информации од сите страни, на друштвените мрежи, преку различни медиуми, буквално од секаде некој нешто ни кажува и некој со нешто не информира, и затоа баш сметавме дека е важно да се направи еден ваков приречник во кој ќе има доволно содржини кои би им помогнале на младите луѓе ова да го проценат. Прирачникот наменет за студентите на педагошкиот факултет, каде што сте нели вие, но и за останатите студенти од сите единици на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и секако за поширокото граѓанство. Секој што сака да се информира, да научи, да разликува што е вистинска вест од она што е лажна вест и на некој начин да стане повеќе медиумски писмен, ќе може да го искористи. Но вие како студенти на педагошкиот факултет, мислам, Елена и Димитар се уште на прв циклус, Ева веќе дипломирана и ја очекуваме како студент на втор циклус, Ева, а Елена веќе како на трет циклус студент, но и асистент на лектор, се извинувам, на педагошкиот факултет.
Ваша е задачата како идни професори или наставници, почнувајќи од најмала возраст, па нели понатаму и средношколци студенти, да го пренесете она што тука го работевте и уште од најмала возраст, како што рече Елена, од 6 години па нагоре веќе децата да знаат, но и повозрастните, да се справуваат со медиумите на некој начин. Умешноста во искажувањето на било какви информации, поучувањето некому нешто, било каква категорија, во тоа да се каже едноставно. Многу е лесно да се искомплицира нештото и да се стави на некој повисок стил, за да биде тоа нели академско четиво, но нашата цел беше ова да биде пристапно за сите возрасти, точно за нашите факултети од нашиот универзитет, но сите да можат да го разберат, да научат и тоа да не им предизвикува никаков предизвик. И сега, за крај, морам да кажам дека и тројцата сте вклучени во подготовката на првото студентско списание Uklo Colors, со преводи, со текстови на преводи, во улога на новинари, сега како ќе работите, и до сега, нели, во првиот број на списанието, текстовите нормално, веродостојни, правилни, но сега би додале ли нешто, би одзеле нешто до нешто се работеше за вториот број, ќе одите со сензационистички наслови за да се привлече вниманието, фотографии? Би го искористиле она што го научивме во создавањето на овој прирачник во најдобра варијанта. Не мислам дека би ги користеле тие техники за привлекување на внимание, затоа што сметам дека она што е квалитетно нема потреба да се истакнува со посебни алатки, туку полека, но сигурно ќе дојде до читателите, до никој што нели се нашата целна група. Во секој случај првиот број беше навистина шарено лик, како нели со боите на Colors, и го привлекува вниманието уште само што ќе се види, нели? А потоа кога се разгледуваат содржините, тука се фотографиите и текстовите. Фотографиите се интересна тема во последното модерно време, бидејќи лесно може да се изменуваат и од неуки од лаици со посебни програми кои се создадени баш само за тоа. Не е тешко да се проверат, постојат и други програми кои ги прават тие проверки и се достапни за сите граѓани, но сепак треба да се знае дека постојат таквите програми алатки за некој да ги искористи. Ќе им порачаме на читателите на Uklo Colors дека фотографиите се навистина веродостојни и отсликуваат вистинската слика. Очекуваме ова што го подготвивте, прирачникот за медиумска писменост во високото образование, да го најдеме како текст во вториот број на Uklo Colors. Да, ќе се обидеме да ги сумираме впечатоците и од промоцијата, но и од содржините на прирачникот, па може би и некоја кратка верзија со некои најосновни, најбазични совети за тоа како да се стане медиумски пописмен, би вклучиле и во новиот број на списанието, зашто да не. Ви благодарам на разговорот, уште не ве прашав, беше тешко, беше напорно подготовката? Па еве, јас од моје име би рекла дека беше тешко, да, бидејќи за да се создаде содржина која е веродостојна и релевантна, потребно е многу време и многу истражување, но се разбира под водство на многу од професорите, примерно под водство на професорката Виолета Јанушева, успеавме некако да ги сумираме тие наши впечатоци и да стигнеме до она што сме денес. Работевме сите заедно, сите беа вклучени, тимски, си помагавме, се вклучувавме, работевме и би рекла дека многу научивме и тоа ја направи цела оваа работа интересна, заедно со работилниците, значи во рамките на проектот имавме неколку работилници во кои за секоја од темите на 5 глави во учебникот практично работевме некои од вежбите, ги пробувавме, гледавме како тоа би изгледало во училница, дали е возможно да се реализира, не е возможно да се реализира и така натаму, па и на тие практични вежби и работилници дополнително ги осознававме содржините на прирачникот и утврдувавме што вреди, а што не вреди да се вклучи. Се служувате со ова, да? Се служуваме. Да, и сме благодарни што бевме дел од овој проект. Ви благодарам уште еднаш. Ви благодариме и вас. Кога сонце грее плачам, со слози да го испратам, а кога врне јас се радувам, добре очекувам. Кога сонце грее плачам, со слози да го испратам, а кога врне јас се радувам,
sunce gre plaćam, sa suze da go ispravljam, ako ga vrna ja se radujem, da ogre očekujem. Веќе кажавме дека на промоцијата на првиот прирачник за медиумска писменост во високото образование, секоја вест на тест, подготвен од професори и студенти од Педагошкиот факултет во Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, беше присутен и ректорот професор доктор Игор Неделковски. Разговаравме и со него. Ректор Неделковски е Педагошкиот факултет Битола, единица на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, се зафати реализира една навистина успешна, би рекле, работа, промоција на првиот прирачник за медиумска писменост во високото образование. Прирачник наменет за студентите на Педагошкиот факултет, но и воопшто за студентите на УКЛО и пошироко за граѓанството. Нешто што веројатно е и потребно во овој момент, знаејќи дека медиумите се оние што ја креираат јавната свест, јавното мислење, а соочени сме со голем број недоумици околу тоа дали одредени информации се точни или неточни. Ова е само во прилог кон тоа да се подобри ситуацијата, барем кога се работи за медиумската писменост. Да, само честитки на Педагошкиот факултет и на уредниците на ова издание. Доаѓа во прав момент, бидејќи проблемот со лажните вести, со неточните вести и други облици на медиумски измами е на почетокот. Овој феномен се јави некаде пред 10 години, кулминација достигна за време на ковид кризата и доправа ќе се развива. Затоа е многу битно не само за возрастните, не само за студентите, овие теми да се учат од најмала возраст, уште од основно образование, а за тоа треба и наставниците во основното образование да се обучат, така да Педагошкиот факултет е на прав пат на идните наставници кои ги образува да преку овој или преку други прирачник или преку други форми да ги едуцира за значењето на медиумската писменост, бидејќи не се проблем само лажните вести, веќе се јавува лажните фотографии, веќе се одамна присутни, лажните видеа или така наречени deepfake видеа се повеќе се шират, а најнов тренд е и лажниот глас. Така да многу скоро не ќе можете да бидете сигурни во веродостојноста, иако нешто го гледате и го слушате на видео, што значи расудувањето и процената ќе бидат најбитни, а тоа е она што нашиот педагошки факултет започнува да го прави. Ова е еден вид промоција која што не беше вообичаена како останатите. Студентите кои што беа вклучени во реализацијата на прирачникот, во подготовката,
накратко го представија и на еден интересен начин би рекле, и тука беа кажани кои се причините што доведува до тоа медиумите да шират дезинформации, и како еден од главните причини за тоа беа кажани дали собствениците на медиумите, главните одговорни уредници. Сега моето прашање во врска со тоа, со оглед на тоа што Универзитетот Свети Климент Охридски Битола има своји медиуми, настран до што значи социјални медиуми, тука е Универзитетското радио УКЛФМ Битола, вие како одговорно лице на медиумот, на радиото, јас како главен одговорен уредник на радиото, но еве да кажеме дека на вистина како непрофитно радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола далеку сме од она што значи дезинформација за граѓаните, за слушателите, за студентите. Да, ние не сме подложни, и ако постои опасности до нас да дојдат и ние да ги споделиме, да ги прошириме, меѓутоа онај во последниот збор што го рековте, тоа е причината зашто не сме во таа критична зона. Ние сме непрофитни. 99% причина за лажните информации или за дезинформациите се финансиска или политичка моќ. Позади вака софистицирани технологии како што се користат во генерирањето лажни вести или псевдовести или дезинформации, стои огромен напор, се инвестираат огромни пари да се развијат тие технологии за различни генерирање лажни вести, од едноставна причина, бидејќи потоа на тие медиуми, на тие собственици можат да им донесат огромни приходи. Позади секоја лажна вест, во најголем дел, некој безазлени дека земјата е равна или некој така, тоа меѓутоа тие се безазлени. Позади сите сериозни лажни вести кои што можат стварно да направат голема штета за едно општество, стојат или пари или политичка моќ. Универзитетот е непрофитен, нема политичка улога ниту влијание, така да нема мотив некој да преку нас се обиде да шири лажни вести. Иначе, доколку бевме отворени на пазарот или бевме некој политички чинител, и кај нас сигурно ќе имаше обиди. Во секој случај, работата на Универзитетското радио и на социјалните медиуми на универзитетот одат по вистинскиот пат. Еве би порачале на нашите слушатели, на нашите читатели да продолжат да ги следат, затоа што она што го добиват како информација од нив е навистина веродостојна, потврдена и не се работи за никаква дезинформација. Да, апсолутно се сложувам со вашата констатација и ваш како главен одговорен уредник и на целото одделение кое ни е за веб и комуникации, ви честитам дека го задржавте високото реноме и точноста на информациите. Ви благодарам за разговор. Ви благодарам јас. За излегувањето на прирачникот ќе се слушне и пошироко, благодарение на вклученоста на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во Европската универзитетска алијанса Колорс, ни потврди и академската раководителка на Колорс на УКЛО, професор доктор Рената Петревска-Нечковска. Професорке, денеска и вие присутни на промоцијата на првиот прирачник за медиумска писменост во високото образование. Присутни сте како академски координатор на Европската универзитетска алијанса Колорс на УКЛО. Ова е нешто што за прв пат излегува на нашиот универзитет, нешто што ги им помогне на студентите од УКЛО, но и на сите останати. Точно сега. На останатите членки на алијансата Колорс не знаеме дали има подготвено и изработено вакви прирачници, но убаво е ако стигне до нив информацијата дека на УКЛО веќе се направило нешто вакво, па да се сподели со нив. Точно така, чест ми беше да присуствувам на еден ваков настан и просторно и организацијски направен да се човек уште еднаш воодушеви од тимот, еве конкретно на Педагошкиот факултет Битола, од студенти, од сите циклуси, асистенти и професори кои што креира и се творци на еден ваков, еве конкретно зборуваме, прирачник за медиумска писменост. Годоловија на начин на кој што секој би го разбрал,
и верувам дека во иднината кога ќе го применат во најразлични предавања, курсеви, обуки, гостувања и слично, и така и ќе го испорачаат до слушателите, бидејќи навистина овде нивната целна група не мора да значи дека ќе бидат само студенти, напротив, сите граѓани и тоа од најразлични профили. Верувам дека би било добро четиво и практика од 6 до 66 и повеќе. Од аспектот на Европската универзитетска алијанса Colors, прекрасно е да се види дека студенти кои што се студенти на Colors, професори кои што се професори на Colors и кадри кои што се под плаштот на тоа што УКЛО е дел од Colors, меѓутоа не се официјални членови на проектниот тим, заеднички соработуваат и креираат вакви, можам да речем, чудесни изработки. Како што забележувам, овој приречник е од друг проект, значи како резултат од друг проект, меѓутоа гледам синергија со Colors не само преку личностите кои учествувале во истиот, туку и, еве, како што кажавте, објавување и дисеминирање на информацијата дека го имаме токму ова. Истите овие членови на Педагошкиот факултет од Битола се и изработувачи на најразлични содржини за активностите на Colors за Европскиот ден на јазиците. Ке постои виртуелна недела на запознавање со партнерите во Colors, на која што ќе може целото граѓанство на Европска унија да проследи, и верувам дека и таму ќе бидат презентирани делови од овој приречник. А најразличните начини на кои што може да се создадат микрокурсеви или па гостувачки предавања во кои што подлога како литература е овој приречник за теорија и пракса, е само една траекторија каде што може, еве баш сега да се проектира едното користење на ова нешто што се испромовира денес. Ви благодарам. Да, го ми беше. На тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас ке помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе од небо на земја, па каква дилема. Нема назад враќање. Пато сега лесен е. Те гледам за себе, ти светиш ко мене. Еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас. Секој пат кога на тебе јас помислам и знам, нема никој како нас. Знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг
И редакцијата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола го поздравува издавањето на прирачникот за медиумска писменост. Очекуваме, благодарение на него, корисниците да се запознаат со значењето на медиумската писменост, да научат да пристапуваат до медиумските содржини и да ги анализираат и на тој начин да го развијат своето критичко мислење и да станат медиумски писмени лица што може да одговорат на предизвиците на современиот свет. Сосема за крај, уште да кажеме дека издавањето на прирачникот е овозможено со поддршка од USAID, X и IREX во рамки на проектот за медиумска писменост Младите размислуваат. Тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио Укло ФМ Битола. Емисијата тонски ја реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тандарова-Груеска. Останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Укло ФМ, Битола, септември 2024 година.
Укло FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk